Земјоделците од Истокот се заинтересирани за новата ИПАРД програма, но и за условите за користење на земјоделските кредити од банките за кои за половина од средствата гарантира државата преку така наречениот гарантен фонд. Така и ќе биде поголема искористеноста на европските пари за развој на аграрот, сметаат поголем дел од нив, со можности младите да се мотивираат за нови инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Гаранцијскиот фонд за земјоделството кој што ќе помогне недостатокот од готовината со која што учествува фармерот или стопанството да може да се покрие за да може инвестиција да се заокружи и потоа квалитетно да се врати на фондот. Значи имаме многу добра подготовка воопшто за земјоделството кое што во овој период до 20 година и треба да го искористат особено младите фармери, земјоделци. ИПАРД програмата функционира на принцип купено, платено, половина вратено. Земјоделците досега недоволно ги искористија фондовите. Има проблеми со обемната документација, но најмногу со готовиот капитал потребен за реализација на инвестициите. Банките бараа банкарски гаранции, најчесто да го стават имотот под хипотека, што не им оди во прилог. Во наредните 10 години, преку гарантниот фонд, земјоделските кредити ќе бидат гарантирани во износ од 20 милиони долари. Кредити, значи на кој начин, за кои области и така натаму. Инаку за овој дел кој што кажав дека веќе имаме добри подготовки од страна на Министерството за да може да како регистрирани земјоделци и стопанства и така натаму, да бидеме подготвени да се искористат овие средства. Гарантниот фонд ќе обезбедува 50% од потребните банкарски гаранции. Досега најголем интерес за повратни средства од ИПАРД програмата земјоделците на Истокот бараа за набавка на нова земјоделска механизација.